Благодарам подпредседателке, почитуван заменик министер за финансии, почитувани колеги, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Денеска е трет ден од општата расправа по ребалансот за буџетот за 2025 година на Комисијата за финансирање и буџет. И имаме пред нас доставено предлог на ребаланс за буџетот за 2025 година, во кој се предвидува прераспределба на финансиски средства помеѓу буџетските корисници и од негова анализа можеме да констатираме слободно дека се работи за продолжување на политиките со фискална консолидација и макроекономска стабилност со елементи на развојна компонента, а при тоа можеме да забележиме дека нема драстични сериозни промени во соодносот помеѓу приходите и расходите, што значи дека буџетскиот дефицит останува ист како и планираниот со општиот буџет. Најнормална работа е кога имаме во текот на фискалната година реализација на буџет да имаме потреба од негови измени и дополнување или негов ребаланс и во зависност од тоа колку добро е планиран основниот буџет, зависат дали измените и дополнувањата има драстични или сериозни отстапувања од првичните проекции. Во нашиот случај имаме одлично планирање на буџет и затоа измените и дополнувањата немаат сериозни отстапувања или имаат незначителни отстапувања од првично предвидените параметри. И можеме да кажеме дека Министерството за финансии има предвидливост во однос на приходите и расходите, како и самиот факт дека буџетскиот дефицит останува на исто ниво, немаме некои сериозни промени во однос на општиот или иницијалниот буџет. Тука слушнав коментари од опозицијата дека овој буџет не бил добро планиран. Јас би направил споредба со најкатастрофално планираниот буџет во историјата на македонската економија, а тоа беше буџетот за 2024 година. По катастрофално планиран буџет немавме досега сретнато и затоа новата влада на ВМРО, ДПМН и коалицијата мораше со ребалансот за 2024 година да направи сериозни измени и дополнувања, бидејќи во основниот буџет не беа предвидени многу сериозни износи на финансиски средства за подмирување на многу обврски кои државата мораше да ги подмири во 2024 година. Да се подсетиме, во основниот буџет за 2024 година немаше планирано финансиски средства за плати по колективни договори, за пензии, за здравство, за земјоделие, за изборни активности, за гарантирана минимална помош, за блок дотации, за студентски оброк, за студентски стипендии и уште многу други такви обврски, а не беа предвидени финансии во основниот буџет за 2024 година, а веќе буџетскиот дефицит од првата половина на 2024 година беше реализиран или потрошен повеќе од 70%, а салдото на девизната сметка беше на само 47 милиони евра. Па така мораше да се направат сериозни измени и дополнувања и благодарение на способноста на владата на Република, на новата влада на Република Македонија и министерката за финансии со тимот од Министерството за финансии се успеа да се обезбедат овие финансиски средства, па и по цена на покачување на буџетскиот дефицит, се со цел да можат да продолжат да функционираат институциите, да може да продолжи да функционира државата. И затоа можам слободно да кажам дека овој буџет е добро испланиран, а со овој ребаланс се прават незначителни измени и дополнувања. А минатата година од она што го наследи оваа влада, имавме една катастрофална состојба, еден масакриран буџет, едни уништени институции, уништена економија, но благодарение на способноста на владата на Република Македонија се успеа да се обезбедат овие сите финансии и не само тоа, што е многу важно, се успеа за краток период да се постигне раст на бруто домашниот производ од 3% во 3 последователни квартали, што е за пофалба и од една уништена економија за кратко време се поставија темели на кои ќе почне да се гради една стабилна и брзо растечка економија.
Со измените и дополнувањата на буџетот на Република Македонија за 2025 година вкупните приходи се зголемуваат за 3,5 милиарди денари или вкупно на износ од 362,4 милиарди денари. Ова зголемување е резултат на повеќе работи како нефинансиски приходи, други неданочни приходи, административни такси, концесии, како и проширување на сметките за самофинансирачки активности на институциите, каде буџетските корисници наместо целосно да се финансираат со буџетски средства, да се финансираат со користење на сопствени средства. Со ребалансот, расходите исто така се зголемуваат од 3,5 милиарди денари или во вкупен износ од 403,7 милиарди денари. Вака проектираниот ребаланс на буџет за 2025 година го задржува истото ниво на буџетски дефицит на 4% од бруто домашниот производ или на износ од 41 милиарда и 350 милиони денари и е помал, што е многу важно, од остварениот дефицит минатата година со тенденција на намалување во наредните години со цел да се постигне посакуваната стапка на буџетски дефицит по 3% од бруто домашниот производ. Исто така имаме сериозен и внимателен пристап кон управувањето со јавниот долг, кој во првиот квартал се намали за 36 милиони евра, а неговото учество во бруто домашниот производ е намалено за 4,7%. Имајќи во предвид дека имавме исплата на 500 милиони евра еврообврзница и така да сега државниот долг на 31 март 2025 година е 8 милиарди 328,7 милиони евра, односно 50,1%. Со предложените измени и дополнувања се врши прераспредела на средствата меѓу буџетските корисници со цел да се обезбеди непречена исплата на плати пред се во Министерството за внатрешни работи, каде имаме покачување на платите од 10%, и исто така се обезбедуваат средства за зголемување на пензиите. И најважно е дека се обезбедени дополнително 300 милиони денари за капитални расходи, кои се планирани вкупно да изнесуваат 47,5 милиарди денари, со кои ќе се финансираат капитални инвестиции, ќе имаме реконструкција и модернизација на здравствени установи, детска и социјална заштита, ќе имаме инвестиции во патната, железничката, комуналната инфраструктура, значителни капитални инвестиции за поддршка на земјоделието, исполнување на договорите од областта на одбраната и безбедноста, како и за рурален развој. Со овие измени исто така се дава динамика и на проектите кои имаат добра реализација. Се обезбедуваат 2 милиарди денари за доизграда на Финки, ФФК и комплексот Мајка Тереза, ваучер од 250 евра за секој студент, 55.000 студенти добиваат технички помагала. Реактивирање на проектот Купи куќа за млади, односно се зголемува за стапка за цели 111%. 307 милиони денари за изграда на локални патишта, 307 милиони денари за набавка на 120 нови автобуси, 783 милиони денари плюс за инвестиции во образованието, над 80 милиони денари за поддршка во спортот. Продолжува и финансиската соработка на владата со општините, каде со донесената прераспределба беа обезбедени дополнителни 600 милиони денари, обезбедени се 2,5 милиарди денари за пензии, 300 милиони денари за невладени организации, за услуги за стари и изнемоштени лица, и со ребалансот проектираната стапка на раст на бруто домашниот производ останува 3,7%, што е остварливо реално, имајќи го во предвид растот во првиот квартал од 3% и покрај неизвестното надворешно обкружување. Нашата економија забележа една од највисоките стапки на раст во Европа, што е знак дека имаме закрепнување на економијата и се очекува забрзување на активностите во 2025 година. Бруто инвестициите се очекуваат да имат главна улога во придвижувањето на економската активност, како резултат на реализацијата на големи инфраструктурни проекти финансирани од државата, како и капиталните инвестиции во општините за кои се обезбедени дополнителни финансиски средства.
Исто така, значителен импулс се очекува и од реализацијата на приватните инвестиции во производни и извозни капацитети преку обезбедените средства под исклучително поволни услови. Во услови на реален раст на платите и вработеноста, како и растот на пензиите, се очекува и значителен раст на приватната потрошувачка. Како резултат на закрепнување на економијата, во 2025 година се очекува и раст на извозната активност од 2,2%, која во изминатите 2 години бележише пат. Позитивните движења на пазарот на трудот се очекува да продолжат во 2025 година и да имаме раст на бројот на вработени од 1,6%. А со оперативниот план за вработување за 2025 година, каде се предвидени околу 40 милиони евра за програми и активни мерки за вработување пред се на млади лица, жени и ранливи категории на население, се очекува стапката на невработеност да се намали на ниво од 11,1%, а стапката на вработеност да достигне 47%. Инфлацијата, која на почетокот на 2025 година имаше нагорен тренд, благодарение на мерките на владата се стабилизира и е на проектирана стапка од 2,8%. Инаку реализацијата на буџетот на Република Македонија во периодот од 1.1 до 31.5.2025 година е на едно нормално ниво, каде имаме реализирани приходи од 132,6 милиарди денари или 37% од проекцијата, а вкупните расходи за овој период се реализирани во износ од 151 милиарда или околу 37,8% од проекцијата. Во изминатата година се поставија темелите на кои се гради стабилна и брзо растечка економија. Со ваквите политики планирани во ребалансот на буџетот за 2025 година, ќе се продолжи кон забрзување на економската активност, големување на платите, зголемување на пензиите, привлекување на нови странски инвестиции кои се во постојан пораст, задржување на низок степен на инфлација, раст на бруто домашниот производ, како и постепено намалување на буџетскиот дефицит. Се со цел за подобрување на животот и стандардот на граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам.